Антикорупцијската комисија за локалните избори нема да остане обезглавена. Кормилото во раце го зема Цвета Ристовска, која на денешната седница едногласно беше избрана за заменик председател на комисијата. Незиниот мандат започнува од 21 месецов и треба да трае во наредните 6 месеци, односно се додека собранието не изгласа председателка. Со оглед на тоа што мандатот на актуелниот заменик председател истекува на 28.2025 година, следен член по азбучен ред на презимињата е членот на Државната комисија за спречување на корупцијата Цвета Ристовска. Од тие причини и предлагам на комисијата да донесе одлука за избор на заменик председател на Државната комисија за спречување на корупцијата, со тоа што одлуката ќе стапи во сила на 21.8.2025 година по истекот на мандатот на актуелниот заменик председател. Констатирам дека членот на Државната комисија за спречување на корупцијата Цвета Ристовска е едногласно избрана за заменик председател на Државната комисија за спречување на корупцијата со мандат од 6 месеци. Додека антикорупционерите бираа шефица, во собранието истече рокот на огласот за пријавување на кандидати за председател на Државната комисија за спречување на корупција. Парламентот пред 2 дена ја запре постапката за избор на првата антикорупционерка поради предстојните локални избори се до 3 ноември годинава. Во собранието беше и формирана комисија која што по завршувањето на изборите ќе продолжи со селекција на кандидатите. По ова ќе следува интервју на квалификуваните, на кои освен пратениците прашања ќе им поставуваат од новинарските здруженија и невладините организации. Имено, антикорупцијската комисија остана без председателка, откако Татјана Димитровска се даде оставка, бидејќи обвинителството ја обвини за 2 кривични дела: оддавање на службена тајна и фалсификување на сертификатот за безбедност, кој што го поседувала. Според обвинителството, таа го хранела со информации поранешен директор на ТЕЦ Неготино, обвинет во случајот адитив за злоупотреби при набавки на јаглен. На Димитровски се става натовари дека незаконски го добила и сертификатот за класифицирани информации, откако преку службениот телефон му испратила пристапни податоци на ревизор во Државниот завод за ревизија, кој во нејзино име го положил тестот за безбедносна обука. Татјана Димитровска, пред да биде избрана за председателка на антикорупцијска, долги години беше ревизор во Државниот завод за ревизија.